Имињата на представници на 22 медиумите, политичари за кои председателот почитувани Иванов граѓани ги на поништи Република Македонија. помилувањата се објавени во службен На весник, 12 што значи април одлуката влегува донесов во сила. одлука за Председателката на Советот на град Скопје Ирена Мишева, поранешните министри за внатрешни и транспорт Гордана Јанкуловска и Миле Јанакиевски, директорот на затворот Идризово Живко Пејковски, поранешниот министер за земјоделство Љупчо Димовски, советникот Мартин Протугер, генералниот секретар на влада Кирил Божиновски, лидерот на ДПА Мендух Тачи, членот на ДИК Бедрадин Ибраими, поранешниот премиер и лидер на ВМРО ДПМН Никола Груевски, екс-шефот на тајната полиција Сашо Мијалков, градоначалникот на Газибаба Тони Трајковски, лидерот на СДСМ Зоран Заев, спикерот Трајко Велјановски, поранешниот директор на УБК Зоран Верушевски, градоначалникот на Скопје Коце Трајановски, екс-градоначалникот на Центар Владимир Тодоровиќ, поранешниот шеф на кабинет на Мијалков Тони Јакимовски, градоначалникот на Битола Владимир Талевски, службеникот во општина Струмица Бранко Палифров, членот на ДУИО Чаир Исмет Гури и поранешниот председател и премиер Бранко Црвенковски. Иванов ги поништи помилувањата за 22 политичари согласно последните измени на Законот за помилување без спроведување на постапка. Тоа значи дека предметите во кои се обвинети екс-аболираните со решение треба да се вратат во судска постапка. Истрагата продолжува и за тие кои беа предмет на специјалното обвинителство. Председателот во своето вчерашно обраќање нагласи дека ниту еден политичар не е над законот. Не сакам веќе никој да има сомнеш. Ниту еден политичар не е над законот. Ниту еден политичар не е недопирлив. Напротив, секој ќе одговара за своите постапки. Во согласност со Законот за дополнување на Законот за помилување, донесов одлука за поништување на одлуките за помилување, ослободување од гонење без проведување на постапка за сите политички експонирани лица или вкупно 22. Сите други лица, согласно законските измени, имаат можност да поднесат лични барања за поништување на нивните одлуки за помилување. Според измените во Законот за помилување, изгласани непосредно по свикувањето на парламентот, на председателот му се даде можност во рок од 30 дена да ја повлече одлуката за аболицијата по свое видување, без објаснување, или да мора да ја повлече доколку за тоа стигне лично барање од некој од засегнатите. Вчерашната одлука на председателот од ЕУ и САД беше оцената како делумна и повторно се побара таа да ги опфати сите аболирани. Председателската одлука ја искоментираа и двете најголеми политички партии. СДСМ смета дека само целосно укинување на аболицијата е решение, додека ВМРО ДПМН ја поздрави одлуката и потенцираот и партијата прва предложила четворицата лидери на најголемите политички партии да упатат писмо до председателот Иванов за да ја приспита претходно донесената одлука.